Во студиото со вас, Маријан Ников. Дневни вести ви благодарам за вниманието. Собранието денеска ќе одржува 57-та седница со единствената точка на дневен ред поставување на пратенички прашања. Обичаено вакви пленарни седници се одржуваат секој последен четврток во месецот. Но во собранието денеска има и неколку пресконференции кои веќе се завршени. Собраницкиот спикер Африм Гаши тврди дека нема проблеми во коалицијата вреди по информациите дека настанала сериозна кафга околу распределбата на партискиот колач за локалните избори, а за утре најави седница на која ќе се најдат реформските закони. Можам да ви тврдам, според моите сознанија, дека релациите внатре во коалицијата ВЛЕН се одлични, се работи во многу позитивна атмосфера, се работи за локалните избори, се спремаат интензивно, знаете дека отворен штабот, значи се што се зборува јавноста за некои проблеми, евентуално несогласувања, не се точни. Ви тврдам дека не е така да мислам дека тоа е дел од дневната политика во која не би сакал да се вовлечам. Нема никаков проблем, има многу позитивна атмосфера, не принципиелно се разговара, се гледа да се кандидират најдобрите кандидати, нема некоја битка внатрешна кој од која партија е, така да кога има позитивен амбиент, убеден сум дека крајот ќе биде позитивен. Утре да повеќе дневниот ред воглавном ќе бидат законите од реформската агенда. Воглавном се во две области, делот на јавната администрација и дигиталната трансформација. Како што знаете, и со рокови беа до 30 јуни, затоа и ја свикавме во петок. Знаете, во петок собранието не свикува седници, тоа е ден за контакт со граѓаните, но имаме право како собрание да направиме исклучоци кога се во прашање такви битни закони за да ги стигнеме роковите. Политичките партии предложија ново решение. Како што знам, тие не се сложуваат со тоа решение. Се очекува овој закон да се донесе. Ако не се донесе, има опција и да се повлече законот, па да се седне со нив да се разговара, за да сите страни бидат задоволни, зашто јас би апелирал и би сакал да одиме во избори без никакви приметби од кој бил граѓанин дека некој би се чувствувал нефер во битката за да се стане градоначалник или советник во одредена општина. Пратеничката група на Левица поднесе интерпелација за работата на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Обвинуваат за селективна правда во случајот со Кочанската дискотека, неповикување на одговорност на кадри на актуелната власт. Пратеничката група на Левица поднесе интерпелација за државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски поради тоа што од почетокот на неговиот мандат во јавното обвинителство на Република Македонија владе нефункционална и токсична атмосфера, има неажурност во постапките, а забележени се и надворешни политички влијанија врз неговата работа. Првиот основ е тоа што се води селективна кривична истрага за трагедијата во Кочани. Вториот основ е тоа што има политичко влијание во работата на јавното обвинителство. Третиот основ е функционалниот хаос во Висшето јавно обвинителство Скопје и четвртиот основ е непостапувањето по службена должност за дивоградбите на урбаната мафија во Скопје. Пресконференција имаше и Европски фронт кој реагира дека законското решение за правична застапеност не е добро. Вела дека наместо подобрување прават дополнителен јас. Правична соодветна застапеност не е само правна норма, таа е основ за легитимност на демократските институции во една мултиетничка општество. Кога јавните институции не ја рефлектираат разновидноста како богатство во нашето општество, тие страдаат од дефицит на доверба и ефикасност кон институции. За нашето општество правична и соодветна застапеност е гаранција за социјалната кохезија, услов за остварување на европските интеграции. Без неа остануваме заробени во етнички поделби и институционализираната неправда.
Следивме алармантна состојба. Државата мораше брзо да реагира. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски со отчет за сработеното во една година. Влада вели државата се труди да им помогне на земјоделците за да го зголема домашното производство. Трипуновски уверува годинава се бележи и раст на извозот. Наследивме распаднат систем, алармантна состојба која што мораме брзо да реагираме. Преку конкретни мерки и чекори за една година влада успеавме од деградирани, разочарани, незадоволни земјоделци да го вратиме нивното достоинство и да го вреднуваме нивниот труд онака како што заслужуваат. Исплативме на 9 милиарди денари за останати и тековни субвенции на над 70.000 земјоделци. Со ова покажуваме дека земјоделците имаат партнер во оваа влада и ќе можат да се подготват и да го планираат своето производство, за што се придонесува и зголеменото производство на самите земјоделски производи. Донесовме интервентни мерки кои што им помагавме на земјоделците. Дополнителни субвенции за производителите на слива од 5 денари по килограм, дополнителни 3 денари за предадена килограм пченица од минатата реколта, за ориз до производителите дополнителни 6 денари за откупена килограм оризова арпа од исто реколтата 2024. Зголемување за 100% на субвенциите за производителите на јачмен, односно од постоечките 6 на 12.000 денари субвенција по хектар. Се усвои програмата за дополнување на средорочната програма за формирање, чување, обновување и користење на стоковите резерви, со што е од исклучително важност за она што државата ќе го полни како стокови резерви да биде од домашното производство. Тука пред се мислам на оризовата арпа и на пченицата. Пресконференција имаше и во владата, ја одржува Министерството за економија, каде што покрај отчетот одговара и на новинарски прашања. Владата се предомислува каштичката наместо за трочлено, како што беше претходно најавено, ќе биде за 4-члено семејство. Наскоро ќе објават исто така министерот најави дека се прават анализи дали и какви мерки ќе се преземат. Пребројувањето на членовите на Економски и социјален совет од синдикатите веќе е завршено. Информацијата ова го имам од комисијата. Треба да се дадат решенија на членовите. Кога ќе заврши оваа постапка, одма ќе свикам седница на Економски и социјален совет и одма на првата седница ќе биде доставена како точка новата потрошувачка кошница, каде што таму ќе го разгледаме, значи и работодавачите и синдикатите и ние како владата, дали е прифатлива од сите социјалните партнери, оти треба да биде прифатена и од другите страни и ќе го објавиме пред јавноста за вас медиумите и крајот на следниот месец на август, септември. Час поскоро. 20-годишен македонски државјанин во безсознание бил извлечен од морето на плажа во Ханиоти на првиот крак на Халдики, пошто бил пренесен во болница каде што била констатирана смрт. Јави дописничката на Мија Одатина. Од крајбрежната служба на Грција информира дека вчера попладне управата во Неа Мудања била известена дека 20-годишниот странец е извлечен без свест од морскиот дел на плажата Ханиоти во општината Касандра. Крајбрежната управа на Неа Мудања спроведува прелиминарна истрага за смртта на 20-годишникот, а телото ќе биде пренесено во служба за судска медицина во Солун за да се изврши обдукција. Од Агенцијата за вработување се пристигнати пријави за повеќе од 6000 лица, а голем интересот за вработување во Охрид. Станува збор за нови работни места со акцент на младите и пред се целта да се задржат младите во државата. Огромен интересот од младите за мерката за самовработување. До агенцијата се пристигнати пријави на повеќе од 6000 лица, а интерес има и во Охрид. Според заменик министерот за економија и труд Ристевски, станува збор за поддршка за креирање нови работни места, воедно и задржување на младите во нашата држава. Оперативниот план е најголем по опсег до сега, бидејќи изнесува 2,5 милиарди денари, односно 40 милиони евра, 7,5 милиони евра повеќе од претходната година.
Оперативниот план е наменет најмногу за младите луѓе, фокус е ставено до 29 години, така да до минатата недела заврши една од најатрактивните мерки огласот, а тоа е мерката самовработување. До 29 години лицата ќе можат да користат оние кои ќе бидат избрани за отворање на бизнис до 10.000 евра, на 29 години ќе користат до 7.000 евра, а имаат можност и да се здружуваат две лица во друштво со ограничена одговорност, каде што би имале можност да користат до 29 години 20.000 евра и 14.000 евра над 29 години. Минатата година преку мерката за самовработување во Охрид биле регистрирани 16 нови занаетчи, додека во изминатите 2 години само 20 регистрирале фирма без да добијат субвенција од државата. Само 20 самоволно или доброволно регистрирале фирми без да добијат субвенција од државата. Повторувам пак, значи голем интерес од кај младите за пред се за субвенционирање од државата, кон нив, секој почеток е тежок, така и за нив, и повторам уште еднаш, сите бараат, прво прашуваат дали има одредени субвенции да би почнеле да работат сопствен бизнис. Ристески се осврна и за најновата мерка која е достапна, е директна помош за компаниите во која на предпријатијата им се дава грант за вработување на невработени лица. Нина Ритоновска, Сител телевизија. За неколку денови движењето во шумите ќе биде дозволено само со претходно издадена писмена дозвола. Превентивната мерка има за цел да заштита на шумскиот фонд од пожари, но и да се подобри контролата во шумските појаси. Стапува на сила забраната за движење во шума. Од тој период, движењето во шумските подрачја ќе биде возможно само со претходно издадена писмена дозвола. Оваа мерка е дел од превентивните активности за заштита од шумски пожари кои во изминатите години предизвикаа сериозни штети и ја загрозија безбедноста на граѓаните. Освен заштита на шумскиот фонд, одлуката има за цел да обезбеди и подобра контрола и следење на движењето во шумите, за да се знае кој со каква цел престојува во овие подрачја. Сакале како институција да знаеме кој граѓанин каде сака да оди, која е неговата намена и евентуално доколку се појави нешто на тој терен, да знаеме нели со кој да исконтактираме за нешто конкретно кое што би се случило. Од јавното предпријатие Македонски шуми очекуваат совесно однесување од страна на граѓаните со цел зачувување на шумите кои минатата година претрпеа штета од околу 5 милиарди денари. Минатата година беа зафатени површини од преку 61.000 хектари. На тие површини имаше некаде околу над 600.000 метри кубни дрвна маса која што беше зафатена на сите тие површини. Сега збориме за дрвна маса каде што поминал пожар, некаде нели штетата во однос на дрвниот фонд е поголема, некаде е мала, некаде е минорна. Меѓутоа сума сумарум збориме за површина која што била зафатена од оган. Без разлика дали бил тоа приземен, дали горела трева или бил висок пожар, дали горели дрвата се до нивниот врв. Дополнително, од предпријатието информира дека оваа година се подобро подготвени во однос на лани. Во тека набавка на нова заштитна опрема за вработените, а решени се проблемите со платите и осигурувањето кои минатата сезона ги оставија вработените без основна заштита и изложени на ризици. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Ставот на економистите е дека ние како мала држава не можеме да ги диктираме цените на прехранбените продукти зашто имаме дефицити и сме увозно зависни. Во слична состојба е и со нафтените деривати. Растот на цената на нафтата и нафтените деривати продуцира поскапување и на основните производи. Економистите сметаат дека ние како мала земја не можеме да ги диктираме цените ниту на прехранбените продукти, зашто имаме дефицит и сме увозно зависни. Ние немаме собствен производ, собствен бренд со кој можеме да влијаеме на стабилизирање на цените. Сведоци сме дека и основните градинарски производи се од увоз. Немаме наше производство кое може да ги задоволи потребите на домашниот пазар, а од друга страна па дел од нашето производство се извезува, така да директно сме зависни од движењето на цените на светскиот пазар на сите производи, не само на нафтените деривати, туку и на оние суровини кои што ние ги или репроматеријали кои што ги увезуваме и кои влегуваат при производството на одредени производи во нашето стопанство. Ивановски додаде дека цените ќе растат и во иднина, без разлика на заложбите на државата за нивна стабилизација. Не можеме само со намалување на трговската маржа
да ги намалиме цените. Трговската маржа е еден дел од вкуп од крајната цена по која се продаваат производите. Покрај трговската маржа имаме и цена на производството, цена на чинење која е висока бидејќи имаме ниска продуктивност, имаме превработеност, имаме преголеми зафаќања од државата, од компаниите, од стопанството, така да сето тоа влијае и на крајната цена. За растот на цените и осиромашувањето на граѓаните влијае и тоа што економијата не ни е поставена на здрава основа. Секој гледа вината да ја префрли на друг. Производителите на трговците, трговците на државата, државата на производителите, а во суштина сите сме дел од една единствена економија. Потребни се и реформи во деночната политика, зашто скоро 30% од платата на работниците се издвојува за придонеси и даноци. За Сител, Трајан Ристовски.